Почитувам председателя на владата на Република Црна Гора и мој добар пријател Душко Марковиќ, почитувани министри од владата на Црна Гора и од владата на Северна Македонија, почитувани представници и медиумите, членови на кабинетите на владите и на самите министерства. Дозволете прво да се заблагодарам на граѓаните на Црна Гора за огромното гостопримство, за чувството кое што го имаме како да сме дома, кое што го возможи вашата влада, вашите министри, председателот на државата и парламентот. Навистина имавме плодна соработка и во тоа име моето обраќање ќе го почнам со искрени честитки од граѓаните на Северна Македонија за Денот на независноста 21 мај, кој што пред неколку дена, 13 години, Црна Гора го славеше. Мене ми е голема радост што на сите овие години на независност, но и сите години во заедничката држава, нашите две земји беа одличен пример на искрено пријателство, кое што пријателство низ годините и децениите само се надоградува. Имавме можност денеска да одржиме заедничка владина седница, ова е прва историска владина седница, на која што се потпиша овие 4 договори и меморандуми од областа на одбраната и заштита на тајните и размената и заштитата на тајните податоци, Министерството за внатрешни работи, од екологијата и од делот на здравството. И продолжуваме понатаму. Се одржаа билатерални состаноци од областа на земјоделието, транспорт и врски, економијата и многу други области. Денеска имавме можност да бидеме заедно на бизнис форумот, кој што е организиран помеѓу двете комори, помеѓу Привредна комора Црна Гора и Стопанската комора на Северна Македонија, каде што дефинитивно имавме можност да ги охрабриме бизнисмените и деловните луѓе, да го следат ова пријателство помеѓу нашите две влади, нашите две земји и да го напредат преточено преку уште подобри бројки на економска соработка и на економска размена. Секако поминавме прекрасно време со председателот Ѓукановиќ, каде што бевме заедничка вечера, но разговаравме буквално за сите сегменти за взаемната соработка помеѓу нашите две земји. Сакам да испратам искрена порака прво на огромна благодарност што Црна Гора целиот овој период дава сериозна поддршка за нашето членство во НАТО и во Европската унија. Црна Гора беше меѓу првите земји што го ратификуваше протоколот во НАТО. Црна Гора беше меѓу првите земји кои што ги охрабри сите други земји на многу оперативен начин да тргнат во брза постапка за ратификација на договорот и Црна Гора беше една од најактивните, ако не и најактивна земја членка на НАТО, работејќи за нас во делот на скринингот кој што го постигаме и сите други чекори поврзани со НАТО. Но Црна Гора навистина е еден од првите наши пријатели кој што ни помага и во нашиот процес на евроинтеграција. Премиерот Марковиќ и председателот Ѓукановиќ на сите своји средби го потенцираат правото наше, кое што го имаме после сите успеси кои што се случија во Северна Македонија, да конечно после 14 години добиеме датум за почеток на преговорите со Европската унија. Јас сум му благодарен на Душко, на целата негова влада, заради тоа што навистина помагаат на нашата земја како да се борат за својата земја. Тоа треба да го знаат граѓаните на Црна Гора и на Северна Македонија. Тоа е искрено пријателство, навистина треба да им даде сериозна, позитивна перцепција на граѓаните дека имаме огромни перспективи за секаков вид на соработка. Ние очекуваме ова лето конечно датум за почеток на преговори, после 14 години, после некои 9-10 позитивни препораки од Европската унија кои што ги имаме, за да можеме да се движиме понатаму и да бидам искрен, нема да застанеме тука во нашата благодарност за помагањето кое што имаме, секако секогаш стоиме на располагање да возвратиме сето на знаење кое што и ние го имаме кај нас. Ќе го побарам и вашето искуство од поглавијата кои што многу успешно ги отварате, каде што буквално на еден внимателен чекор по чекор ја носите Европа во Подгорица и во Црна Гора, заради тоа што отварањето и затварањето на поглавијата не значи само брзо правно формално завршување на процесите за членство, туку значи и европеизација на земјата која што преговара со Европската унија. Ово огромно пријателство помеѓу нашите две земји нека остане убав спомен на генерациите кои што доаѓаат после нас. Секако овде нема да застанеме, ќе продолжиме понатаму, огромни перспективи се, но и со тоа ќе завршам, испраќам пријателска порака до соседните земји,
да навистина ова пријателство кое што го има меѓу Северна Македонија и Црна Гора биде урнек, биде добар пример и за другите земји, затоа што ако Западен Балкан и Балканскиот полуостров уште подобро соработуваат и Западна Европа уште повеќе ќе не цени и ќе не почитува. Ви благодарам.